утро и од мене и благодарам на Елена за секогаш прекрасната најава по утринската. Знаете дека следува магазин. Верувам дека денеска ќе биде едно одлично издание со оглед на тоа дека надвор имаме сонце, а музика во студиото, односно на екраните. Тоа ќе биде една супер комбинација за овој ден четврток, добро загревање за викендот и многу ми е драго што денеска како гостин има музичар кој што е дел од Браво бенд, еден од бендовите во Македонија кои што најдолго време постојат, опстојуваат и тоа работат буквално со полна парија. За сите нивни комбинации досега, но пред се за нивниот најнов видеозапис за песната Да не полудам. Денеска ќе си поразговараме со Кире Донев, кој што е официјален официјален представник на Браво бенд. Не знам колку го платиле, но ќе ни открие самиот. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за поканата и за можноста. Те прекрстив малце Донев. Не е страшно. А сега на рече викам Денов како денеска. Да, јас сум од Штип. Во Штип има исто една фамилија што се прозиваат Доневи, така да многу често не бркаат. Па тука така е. Знаеш дека прв пат го среќавам презимето Денов, има некоја интересна приказна можеби во позадина? Па има приказна. Ова презиме е многу ретко затоа што мојот дедо потекнува од Егејскиот дел на Македонија. Аха. Значи дедо ми е дојден после војната тука во Македонија и затоа сме уникатно презиме. Само нашата фамилија го носиме. Така. Што мислиш ти за оној стереотип дека биле многу скржави егејците? Па јас лично не сум, а за другите не знам. Затоа те прашувам. Да видиме новите генерации какви се. Кире, добро утро официјално и добро ми дојде. Не сме се виделе многу одамна. Па мислам дека една година, да. Да. Имате новитети, но малку подоцна за тие новитети. Знам дека следиш магазин. Денеска одлучивме да имаме една интересна игра со карти. Расонет си добро, така? Да. Добро, бидејќи ќе треба концентрација за овие прашања. Во секој од овие коверти има по една тема и едно прашање. Добро. Од сите овие 6, ти си бираш 3, што значи дека 3 ќе останат неодговорени, а останатите 3 ги одговараш. Ако сакаш, можеби поедноставно е да си избереш одма бројчиња, јас сите 3 ќе ти ги дадам, па едно по едно ќе ги вадиш. Добро. Може 1, 3 и 5. 1, 3 и 5. Сите непарни броеви. 1, 3 и 5. Дали си суеверен? Не сум. Така ги кажа? Да. Немаш некоја омилена бројка, срекна бројка? Па не. Немаш. 1, 3 и 5. Повели, Кире. Благодарам. Ајде, сега можеш со единица, ако не, логично. Да, па така, поред. Да видиме кој е првото прашање кое што денеска ќе ти се падне и многу ме интересира на која тема ќе биде таа. Тема? Кариера и сцена. Кој настап би сакал да го избришеш од кариерата и зошто се уште ти стои во глава? Да го избришам. Може би мојот прв настап на Макфест 2004, не затоа што беше лош, јас бев дебитант, песната супер ми пројде, влегов во финале, беше супер, ама фризурата ми беше многу чудна. Како ти беше фризурата? Имав долга коса. Добро. И некако ми беше чудно разбушавена, така ми ја направија. Ти ја витка? Не, него некако како ми ја разбушавија, како истапирана, некако чудно. Ме интересира од подоцна свати дека не ти се допаѓа косата или па во да, моментот? Затоа што така ме спремаа за тој настап само. Инаку јас си носев долга коса и онака пуштена, лабаво. Тоа беше во младоста. Да. Добро, интересно. Следното да видиме што тема и што прашање ќе биде. Скандали и гласини. Која гласина за тебе е целосна лага, ама тајно ти одговара што луѓето ја веруваат? Искрено за мене нема гласини. Не сум се соочил со таков проблем. Нема скандали. Нема скандали, да. Секогаш сум бил умерен во животот. Дури немало ни некој муабет вака да ти извадат, пак не. Крајно и да биде и од музичка бранша или нешто така? Па кај нас единствено може да излезат муабети дека некој би сакал да го напушти бендот, па се кружи тој муабет, или дека некој нов треба да дојде, или јас дека сакам да правам трансфер во некој друг бенд, но или некој друг од членовите, но обично тоа се наши муабети меѓу музичарите.
Обично не се скандали надвор од кругот на музичарите. Имало таков муабет за тебе дека ќе го напушиш Браво За Бенд? мене не. Значи ни тоа немало за тебе. Јас сум лојален член на Браво Бенд. Браво, Кире, значи ваков гостин до сега сме немале. Добро, и уште едно прашање од некој што ги избра, тоа е петката. Баш ме интересира што се крие. Воопшто не се тешки. Музички вкус и искреност. Која песна ја пееш на настап, а приватно би ја исклучил веднаш? Добро прашање. Да. Сигурно има 5-6. Не е една. Да, не е една. А секогаш на настапи делува дека уживам во неа и дека сигурно би исфрлил некои песни што се од турбофолк жанр, а задолжително ги исполнуваме. Затоа што свириме на приватни забави и секогаш тие што ќе не договорат бараат одредена тематика. Некаде свириме повеќе фолклорна музика, македонско народно, некаде свириме поп, рок, некаде свириме и турбофолк. Така е. Така искрено. Сега вака ми спомна 5-6, одиме прва. Не, ќе кажеме една само сега, да не биде. Можеби би ја исклучил од оваа од Аца Лукас, што повторно сите ја свират. И сега не ми текнува насловот. Уште една ќе ти текне. Ќе ми текне сигурно. Чекај, ако не ти текне на наслов, може да ја запееш? Не. Подобро не. Или би ја исклучил и тука? Би ја исклучил и тука, Добро, значи тоа е песна на Аца Лукас? Да. Океј, добро. Сакаш уште потешки прашања? Се шегувам. И овие не беа многу тешки. Завршивме, не беа тешки, да. Далеко тоа дека се тешки, но мислам дека се интересен момент за нели малку надвор од секојдневието да размислиме. Ова интересно беше со песните, дали тоа значи дека кога се работи оваа професија, едноставно пеењето и на нешто што лично не ти се допаѓа е дел од професионалниот пристап, бидејќи на крајот од денот вие сте платени за на некого да му исполните желбата, така му доаѓа. Така е тоа, не само во врска со песните, туку и лично како ти поминал денот. Пример, некогаш не си расположен, или имаш главоболка, или те боли зап. Настапите се претходно договорени, некои се договорени по 6, по 7 месеци, а некои година дена однапред. Често пати тоа се свадби, најубавиот ден во роден ден и први крштевки. Тие луѓе ние свириме нешто што би му било за сеќавање цел живот. И ние не смееме да не сме на ниво на задачата. Секој сме насмеани, расположени. Но тоа не значи дека нашето лично чувство или мислењето за некоја песна ќе ја наруши атмосферата. Ние секој се трудиме тоа да биде на ниво. Дали станува збор за обична свирка во локал или некоја свадбена прослава, секојаш сме расположени, насмеани и се трудиме тоа да биде така и така да изгледа, да постигнеме атмосфера добра. Тоа е заедно. Да. Си пеела кога те болел зап? Да. Да. И како се справуваш со тоа или успеваш да се исклучиш од болката? После одреден период концентрацијата поминува на друго место и ја забораваш болката. На крај од свирка ќе ти текне дека утре можеш да бидеш кај забав. Да идам на забав. Да. Интересно ми е, сега сакам да ја поврзам темава со размислувањето на новата генерација на музичари, артисти кои што се дел од сцената. Поголемиот дел од нив викаат дека нема никогаш да настапам и не настапувам со песни кои што мене не ми се допаѓаат. Дали ова разликата во две генерации на музичари? На што се должи тоа прилагодување или па одбивање од старт? На што и како да се... Предпоставам дека можеби темава се разговарали во друштво. Не е само перцепцијата на новата генерација, туку станува збори за типот на настапи што ги имаат. Например, и ние кога ќе одиме во локали каде што имаме слободен избор и каде што никој не ни се меша во програмата, ние ќе го одбереме тоа што мислиме дека е најдобро. Тоа ако е во клуб или во клуб, кафич. Во кафич или нешто така, ресторан некој каде што имаме одврзани раци и немаме точна стрикна желба што сакаме да свириме. А додека на пример на свадбени прослави или на некои приватни забави, нормално е да луѓето си кажат кој стил малку повеќе им одговара. Например, има свадби или
прослави каде што сакаат македонско народно. И ние во тој дел, ако ни остават одврзани раци, ние ќе ги одбереме најдобрите песни што мислиме дека одговараат во тој момент спрема атмосферата, спрема расположението. А ако има посебни желби, и тоа ќе го направиме, ќе ги научиме тие песни. Така, има ли некое најчудно барање вака до сега или па ситуација, анекдота која што некога секогаш ти останува или можеби ќе ја раскажуваш? Најчесто во друштвата на младите имаат некои песни што се за фрканци, што ги подсетува на некое нивно време, на некакви дружби и со таа песна се зафркаваат. И многу често знае некоја многу, како да кажам, да не кажам глупава, ама интересна така сатирична песна да биде како хит на свадбата и по нивна желба и да ја повториме неколку пати, а они си имаат нивен начин на комуникација и разбираат зошто им е интересна таа песна. А ние некогаш мислиме дека воопшто не е за таму. Јасно. Кога има приказна и лична поврзаност, се добива буквално поинаква смисла. Браво бенд постојат цели 22 години, имаат нова песна, да не полудам, која што официјално ќе ја промовираме сега во магазин и останете со нас, бидејќи се враќаме со сите детали околу снимањето на спотот, но и приказната на оваа музичка група. Ете сме назад, верувам дека ви се допадна спотот. Снимене во Прилеп, тоа го дознавме во меѓувреме, ама повеќето детали ќе ми ги кажеш и ти. Уживавте ли за време на снимањето? Секако. Тоа прво морам да прашам. И на видеото се познава дека уживавме, да. Не е толку глума, значи не. Реално уживање. Воопшто не е. Значи ние бевме како статисти, членовите на бендот, си седнавме во тој локал каде што го снимивме овој дел внатре. Разговор, музика, ни тече песната во позадина, си нарачавме јадење и пиење, опуштено, камерите не отснимија. Молим лепо. Да. Ем уживање, ем работа. Да. Две во едно. Тоа е кога ќе ги споиш двете. Чекај сега, вие сте колку сте? Пет души сме. 5 души сте, да. Сите сте од различни места. Сите имате сме од од различни Скопје, градови. ти си од Штип, Да. имате од Пробиштип, Кочани, Кочани, толку. Да. Двајца се од Скопје. Двајца од Скопје. И на крај спотот е снимен во Прилеп. Да. Како? Па тоа беше желба Дали на... за да не се карате во кој град од вашите ќе биде? Не, воопшто. Во ниеден од нашите градови не сме снимиле спот во последните 5 години. И зошто? Па секогаш е по желба локациите ги бира тој што ќе го изработи спотот. Аха. Тој ќе ги одбере локациите затоа што смета дека се добри за во видеозапис. Ѓорги Вацев ни го правиш и овој спот, овој ни е 4ти поред што ни го изработува тој. Пример за љубов преко мреже, за таа спотот го снимивме на Преспанско езеро. На Преспанско Да. езеро? Ова сега е снимено на Маркови кули, тој дел надвор што е, во Прилеп. Кој период е сега, скоро? А овој спот го снимивме во февруари. Аха. Така мислам дека беше, крај на февруари. Да, почетокот на март, така нешто беше. Ние многу се разлекуваме во припремањето на една песна, затоа што сме зафатени со настапи. И кога ќе решиме да отснимиме некоја песна, најпрвин го работиме аудиото, па студио, па делови, фрагменти, па постепено. Прво гитара, па вокали, па бубњеви. Кој како И стигне, ќе се како има развлечеме време. на 3 месеци само аудио. Така. Аранжманот е на Дејан Георгиевски Дзене од Делчево. Овој пат кај него во студио е снимена оваа песна. И така, од Штип до Делчево, па ќе снимиме нешто, па потоа од Скопје некој ќе дојде до Делчево, па ќе сними. Цело време сте вие со патување, со некаква комбинација. Да. Како се функционира во тој дел? Колку патот, километрите натаму намо знаат понекогаш да бидат предизвик, меѓу другото со оглед на тоа дека и секој од вас има дополнителна работа. Да. И сето тоа треба да го искоординирате и со термините, и со времето за пристигнување и така натаму. Најчесто нашите фамилии не покриваат, посебно во делот со деца. Нашите сопруги, мајки, татковци, тие ни помагаат и така ги постигнуваме домашните работи. А инаку сите сме вработени, сите работиме. Еве, јас конкретно сум вработен во Дом на млади во Штип. Повторно работам во мојот сектор музика, во култура, организираме различни настани, ги комбинирам работите. Некогаш ќе земам одмор,
Некогаш однапред ќе ги подготвам сите работи да бидат спремни за настанот што следува и така. Значи само добра организација, да. И се друго се спрема. И разбирање од сите околу нас. Тоа е најбитно. Нашите фамилии не разбираат и не оставаат да одмориме кога ќе треба. Значи спиењето е исто битна работа. Дали е ден или ноќ, секогаш може буквално да биде. Некогаш се случува после одредена свирка, пример во недела, да стигнеме дома касно, ќе спиеме саат 2, па наутро одиме на работа и го продолжуваме цел ден и дури спиењето ќе дојде по ручек во 5 и ќе спиеме до вторник, до одење на работа. Вау. И кога ќе се разбудиш, знаеш кој ден е? Да, знаеме тоа сигурно. Тоа не е проблем. Ти стана ли напорно со текот на времето? Оваа комбинација. Како ми поминуваат годините ми станува напорно. Кога бев малку помлад, не ми беше воопшто тешко. Сега веќе чувствувам напор, чувствувам умор. Веќе почнувам да чувствувам и изнемоштеност во гласот кога ќе врзам 3, 4, 5 свирки поред секој дневно. И организмот ми бара спиење, многу спиење. Некој ќе каже на постари години треба помалку спиење, ама изгледа мене обратно ми. Зависи кој како си ја наредил, нели како беше тоа. Браво бенд е еден од оние бендови кои што долго време постојат на македонската сцена. Брекол, ако не е во трите, во петте сигурно кои што се најдолго, но веројатно и во трите. 22 години, тоа навистина не е шала, меѓутоа нели со тек на време претрпува одредени комбинации, промени и така натаму. Од кои причини членовите во бендот се заменуваат? Најчесто се лични причини. Веќе не им одговара да патуваат или да настапуваат. Им доаѓа напорно. Најчесто е така. Не е дека има некој несогласување. Никогаш, со сите сме другари и со сите многу често знаеме и повторно да не видат заедно на сцена. Значи имаме соработувано низ годините, во овие 15 години како сум јас дел на 14 години цели, нели, дел на Браво бенд, соработуваме со сите претходни членови. Дури се случува кога од актуелните членови некој ќе оди некаде на некое патување или на некоја лична обврска, да ја заврши, некој од старите членови ќе го замени. Вие си имате резервни играчи, како беше тоа. Многу често се случува тоа. Тоа е интересно затоа што не сме имали никакви лични проблеми, нити кавги или слично. Секој ќе си отиде, па си најдеме друг. Така. Обично перцепцијата на луѓето е кога некој нема да биде веќе дел од бендот, дека нешто се случило, дека сте се скарале и така натаму. Да, ама тоа е причините. И во светските бендови се случува тоа. Значи во најпознатите бендови некој ќе одлучи дека има некоја лична причина, дали здравствена, дали кариерна, било каква, семејна и ќе се откаже, па ќе се најде замена. Или па емотивна, едноставно доколку чувствува дека може и да чувствуваш премор, имаше и такви случаи кога се чувствуваш уморено и ќе се откаже, не може веќе да издржи. Како Кирепа влезе во Браво бенд? Јас влегов благодарение на Драган, тоа е претходниот гитарист на Браво бенд, тој ме покани, ми се јави случајно и ми вика: Кире, ни треба басист што пее. Да го замени Жика. Ти си добра комбинација. Да. И така јас влетав. Јас имав друг бенд тогаш, свирев во друг бенд. И му реков: ако ми се исплати да дојдам, ако инвестираме во музика, во нешто ново, да правиме, да градиме кариера, ќе дојдам. И така и беше. Ти значи направи трансфер? Да. Се налутија ли од овај претходниот? Не. Не? Не, искрено не. Они се од Штип, се викаат Ноенд, се уште постојат. И свирев со нив. Пред 3 месеци ме поканија на замена. Значи да им заменам еден член. И јас го направив тоа. Со задоволство. Ти се враќа тука моментите спомените од тоа на што... Па се враќаш во едно друго време. Да. Друга екипа, други односи, друга ритмика. Кај нас во музиката е, ние се, како да кажам, ќе се здушиме заедно. И, например, јас и бумјарот имаме украси што ги правиме во исто време, во ист ритам. Ритмички функционираме како ритам машина. Аха. И така, кога ќе смениш бумјар, го чувствуваш тоа и мораш да се преориентираш на друга пулсација. Значи, секоја комбинација има некој нов шмек. Да.
да. Тоа публиката Секој- претпоставам го чувствува. Да, секој има своја техника, свој израз и од тоа зависи звукот на бендот. Интересно. Како велиш ти, ако се прашуваш, би работел само на джез музика? Да, јас тоа го дипломирав. Так. Би свирал джез, поп, рок музика. Да. Ти фали ли тоа? Да се насочиш конкретно на нешто што си го студирал и што лично ти е едно големо задоволство и сатисфакција? Јас тоа го комбинирам и моите чувства ги задоволувам преку организирање такви настани во Дом на млади. Аха, така балансираш тие ствари. Таму се интерпретира джез, рок, хип-хоп, така го тоа некако балансирам. Така. Бидејќи си од Штип и нели таму се вложуваш, среќен ли си што еве како искусен музичар, но и како дипломиран, имаш можност сега некако да влијаеш на младата генерација со сите оние настани едукативни, промотивни и така натаму? Да, среќен сум за тоа што сум го сакал и што сум го учил цел живот и на крај го работам. Тоа е еден благослов, на крај да ја работиш работата што ја сакаш. Значи, многу е мал процентот на луѓе што сакаат нешто, уживаат кога го прават тоа и работат и на крај да завршат така, да живеат од тоа што го студирале, што го учеле и што сакаат да го прават. Така, Тоа ме музиката исполнува, да. Верувам, и музиката истовремено знае да биде една добра лекција, ама па и да те оттргне од одредени работи. Колку успеваш да најдеш време за приватноста, со оглед на тоа дека имаш и улогата на татко, имаш 10 годишен син, што тој учи од тебе? Дали може би продолжил по стапките на тато? Сега за сега ги следи моите стапки, Да. свири пијано, учи во основното музичко училиште Сергиј Михајлов во Штип. Еве сега во сабота ќе оди на еден надпревар. Вежба, посветен е. Аха. Не знам, ќе оставам на него во тој дел. Како тој ќе се чувствува? На крај кога ќе дојде ред за запишување во средно, тој ќе се одлучи дали сака музика или нешто друго. Се запиша за тоа што сака или за тоа што вие мислевте дека треба да проба? Јас имам искуство преку мои другари, дечиња што се талентирани и кога некој нема да ги осети дека се талентирани, ќе го поминат периодот што им е за запишување во музичко и не можат после тоа да се запишат, па во средно им е тешко. Јас кога почувствував дека тој е талентиран, на моја желба го запишав, но не со некој интензитет да мора да продолжи и да учи. Ако не сака, слободно може да се откаже. Јас тоа му го имам кажано. Ама гледам дека е посветен, свири. Му годи. Па ќе видиме. Тоа е горд што ти си му татко, што неговиот татко настапува, е познат музичар, во познат бенд. Да бидам искрен, децата кога се мали, тоа не го чувствуваат. Не се свесни за Не тоа. те доживуваат така, веројатно. Да. Тој никогаш мене нема да ме доживува како музички авторитет. И јас за него секогаш ќе бидам тато. Тато, да, интересно. Да. Наоѓате време заеднички вака да отсвирите, знаете? Вежбаме заедно, секако јас ќе му помогнам во нешто. Кога ќе вежба ќе слушнам од дневната соба, како свири во неговата, па некоја корекција ќе му кажам. Прсторет ако има сгрешено, па ќе коригираме, ќе погледнеме. И така. Добре, супер. Кире, многу ти благодарам за гостувањето, да ви се множат нови песни, убави спотови и да се гледаме за убави работи. Верувам дека со истата енергија ќе продолжите и во 23-та година од постоењето на Браво Бенд. Ви благодарам и на вас за поканата и за можноста да ја промовираме најновата песна. Така си е. За крај ќе одиме повторно со што друго ако не Браво Бенд. Може, Благодарам. нели? Да, Нема да. проблем. Уживајте во убавата музика, останете на Сител, а утре се дружите со Јелена. Чао, чао.